Почитувани колеги, почитувана јавност, ја слушам денеска дебатата по оваа точка на дневен ред за предлог законот за изменување и дополнување на законот за основање на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. И навистина се добива заклучок, се добива мнение дека нема суштински измени во однос на универзитетот, иако првата реченица во предлог законското решение е следнава: поаѓајќи од современите предизвици на високото образование во Република Македонија, како и потребата за перманентно унапредување на неговиот квалитет, неопходно е постоење на соодветни објективни предуслови и стандарди за остварување на таа цел. Читајќи го предлог законското решение, сметам дека не е тргнато од современите предизвици за високото образование, туку од лични интереси, желби и каприци. Јас ќе ве замолам за коректност и конструктивност, иако не учествувате во дебатата, сепак да има атмосфера за работа во ова собрание. Имено, со наведените решенија, содржани во овој... Колега Џафери, ќе ве замолам за покоректна... Тоа се однесува до колегите, ама вие како предпоставен да реагирате. Со наведените решенија, содржани во овој предлог на закон, ќе се трансформира Универзитетот во Охрид, така што освен досегашните насоки во кои се застапени информатичките области, сега сите информатички групи насоки ќе се вметнат во една група и ќе се додадат нови, кои не се од областа на информатиката, и ги набројува понатаму сите единици кои што ќе ги содржи новиот универзитет, а ги наброја, за да не одземам од времето, ги наброја претходно моите колеги. Првично, не постои правен основ по кој се предлага овој закон, затоа што основањето, вршењето на дејноста и престанокот на високообразовните установи се регулира со Законот за високото образование, што значи основот за овој предлог треба да се бара во Законот за високото образование. Тој закон не познава категорија трансформација, бидејќи во првото објаснување, како што прочитав, се вели дека овој вакво предлог на закон ќе се трансформира Универзитетот во Охрид. Законот за високо образование не препознава таков термин и според тоа овој предлог нема правна основа и овој законски текст. Законот за високото образование уредува постапка за основање, постапка на статусни промени и постапка за престанок на високообразовни установи, а поимот трансформација не произлегува од законската терминологија, како што кажав предходно. Бараме затоа предлагачите да прецизираат на кој член од Законот за високо образование се повикуваат кога го поднесуваат овој предлог. Ваквиот предлог, всушност, каде што се менува називот на универзитетот и се менуваат сите 5 постојни вкупно единици, повеќе наликува на противправно затворање на еден универзитет и отварање на сосема нов универзитет надвор од законските процедури. Имено и од самиот текст на законот произлегува дека за сите 5 факултети во состав на универзитетот се формираат матични комисии, што значи предлогот не задржува ништо од структурата на постоечката високообразовна установа и надвор од законските рамки создава всушност сосема нов универзитет. Понатаму имате во објаснувањето дека идејата е дека во универзитетот ќе се произведуваат кадри како би се зачувало културното наследство и заштита на животната средина, бидејќи ќе се креираат соодветни кадри кои ќе одговараат на овие предизвици на компетентен начин, каде Охрид како град на УНЕСКО, но и целиот регион што е под заштита на УНЕСКО, би бил пример и за Европа и светот и генератор на висококвалификувани кадри кои се спремни да се соочат со современите и глобалните предизвици за заштита на животната средина и културното наследство, со нивно квалитетно управување и така натаму. Сега ви текна со оваа идеја, откако беше доведен во прашање статусот на Охрид како заштитено подрачје на УНЕСКО. Како што со многу реформи во државата, така и со оваа сте задоцниле, но тоа е тоа. Нешто што сакам да забележам во третиот дел за оцена на финансиските последици од предлог законот,
Предлагачите наведуваат дека истиот не предизвикува фискални импликации по буџетот на Република Македонија, што всушност е неточно, бидејќи со овој предлог се формираат најмалку 4 нови факултети, што согласно Законот за високото образование значи најмалку 40 нови вработувања на наставен кадар, бидејќи требаат најмалку 10 наставници по факултет, за да може да се добие решение за почеток со работа на новите факултети. За толкав број на наставен кадар потребно е да се обезбедат просторни услови, што е дополнителен трошок и оптеретување, и со нешто што универзитетот во моментот пак не располага. Од тука јасно произлегува дека овој предлог закон всушност треба задолжително да биде разгледан и на Комисијата за финансирање и буџет. Понатаму не постои претходна анализа зошто е даден овој предлог закон, и за предложените студиски програми исто така нема анализа. Со членот 4 од предлог законот пак се нарушува автономијата на постоење на универзитетот, бидејќи тука се формира матична комисија, која што понатаму од нешто што е функционално се прави дисфункционално. Од набројаните насоки, уствари факултети кои што ги основате и од претходните називи, дефинитивно не правите некоја суштинска измена, туку правите само, да речам, преод од шупло во празно. Од онаа петиција што ви ја подпишувале студентите од тој универзитет, може да се забележи сите нивни права кои се нарушени со овој предлог и нивните негодувања, плюс со тоа што се оптеретуваат дополнително сега промена на документите на студентската легитимација и на индексот ќе бидат на товар на студентите, се прави еден вештачки прекин во нивното студирање и воопшто оваа идеја не ви е прифатена не само од студентите, туку и од вработените. Затоа можеме да заклучиме дека всушност ова предлог законско решение не е воопшто за подобрување на состојбите во образованието, кога суштински би се зазеле за реновирање, реконструкција на студентски домови, на градење на спортски сали, за подобрување на стандардот на студентите, на учениците, за покачување на платите на професорите, на наставниците. Да, тогаш би верувале дека вие сте за суштински некои подобрување и измени во образованието. Вака на овој начин со, да речам, игра на зборови решенија, на вистина не допринесувате ништо за образованието, плюс тоа е финансиско оптеретување за буџетот на Република Македонија. Тешко е, справедливо и сметам дека е воопшто целосно непотребно и сметам дека овој предлог треба да се повлече воопшто. Ви благодарам.